Еве не во точно време подготвени да започнеме со уште едно уредувачко дружење, нешто да ве научиме, нешто да ве потсетуваме, но пред се добро да се забавуваме. Во овој момент започнува новиот квадрат, а што ќе гледате наредниве 30 на минути ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат вие откриваме тајната што ќе го направи вашиот дом лична оаза на среќата, како да уредите една спална во јапонски стил и повеќе на тема паркети. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Целта на оваа наша емисија е да ве научиме и да ве посоветуваме како од вашиот дом да направите едно удобно и убаво место за живење. Но она што е најважно е вие да бидете среќни во вашиот дом. Затоа и овој квадрат ќе го започнеме токму така. Ќе ви откриеме една тајна која ќе го претвори вашиот дом во лична оаза на среќата. Како е можно тоа? Во продолжение. Ако се уште не сте слушнале за терминот внатрешен дом, време е да го запомните. Ке биде хит кај дизајнерите на интериер и секој кој сака нивниот дом да биде повеќе од само убава позадина за фотографии, туку простор кој буквално ја храни душата. Зборот е создаден од комбинирање на зборовите индор, внатрешен простор, и ендорфин, хормонот на среќа. А зад неа стои филозофијата дека интериерот треба да не опушти, освежи и да внесе оптимизам во секојдневниот живот. Звучи одлично, но како всушност изгледа во пракса? Тајната е во создавање на простор кој дише, кој е топол, пријатен и автентичен, далеку од стерилни, студени интериери од каталозите. Наместо совршенство и крути трендови, овде се слави животот, грешките и личниот стил. Природни материјали се клуч за внатрешната рамнотежа. Дрвото што зрачи топлина, лен што нежно паѓа, керамика со малку рустикален облик, ратан што повикува на летни спомени. Сето тоа носи текстура и топлина во вашиот дом. Докажано е дека природните материјали позитивно влијаат на нашето расположение, создавајќи чувство на сигурност и релаксација. Природните материјали како дрво, камен, бамбус и теракота ја имаат главната улога во дизајнот на интериер. Зелените ѕидови, вертикалните градини и внатрешните растенија стануваат незаменлив елемент, внесуваат живот и свежина во просторот. Органските форми во мебелот со заоблени линии без остри рабови се дел од трендовите за годината што предстои. Подеднакво важна улога игра светлината. Заборавете на студените LED светилки кои го претвараат просторот во канцеларија. Изберете топло амбиентално осветлување, бамбусови светилки, стакло со нерамни површини или ленени абажури, кои ја дифузираат светлината како утринското сонце низ завесите. Бои кои смируваат и подигнуваат енергија. Се разбира, технологијата се повеќе се интегрира во внатрешноста на дискретен, но и функционален начин. Преку паметните куќи, паметниот дом, контролата на светлината, контролата на грејењето и безбедносните системи, преку апликации стануваат стандарден дел од идните интериери. Минималистичките уреди како што се бежични полначи, вградени во мебел, скриени приклучоци и чист дизајн во внатрешноста. Виртуелната уметност во форма на дигитални слики и проекции исто така станува дел од модерните интериери. Свеста за заштита на животната средина влијае на изборот на материјали и производни процеси. Се повеќе се става акцент на рециклираните материјали. Мебелот од декор направен од рециклирано дрво, метал или пластика стануваат се повеќе популарни. Паметното осветлување, LED светилките и соларните системи стануваат стандард за енергетски ефикасни интериери. Палетата на стилот на ендорфин се потпира на природата. Зелени тонови, пастелни зелени нијанси, беж, топли бели тонови, како и нијанси на бледосива и маслинасто зелена, кои потсетуваат на спокојни пејзажи. Валканите розови, теракота и песочни бои се исто така одличен избор. Топлите тонови се идеални за дневни и спални соби, во кои сакате да се опуштите. Посвежите нијанси како светло сина и нане се совршени за работно катче или кујна, каде што е важно да се задржи енергијата. Тајната е во рамнотежата. Неутралните основи ги поврзуваат сите елементи и создаваат хармонија. Вашиот простор е ваша приказна. Заборавете на стерилните интериери кои изгледаат како хотелски соби.
Филозофијата на ендорфин не подсетува дека просторот треба да ја раскаже вашата приказна. На полицата може да се стави омилената книга, сувенир од патување, семејна фотографија или рачно изработена вазна. Не го криете она што го сакате. Деталите се тие што му даваат карактер на просторот. Создадете свое мало ќоше на среќата. Тоа може да биде полица, масичка до софата или ќоше покрај прозорецот, каде што ќе ставите цвеќе, миризлива свеќа или уметничка ситница што ќе ве насмее секогаш кога ќе ја погледнете. Ова не е само тренд, туку начин на живот. Ендорфинс не е минлива мода, туку начин на размислување. Домот станува повеќе од убав простор. Тој станува за солниште што го смирува умот, ве охрабрува кога деновите не се совршени и ви го подигнува расположението кога ви е најпотребно. Во време кога сите брзаме и кога менталното здравје и внатрешниот мир се луксус, овој пристап кон уредувањето на домот вреди злато. Вашиот дом не мора да изгледа како насловна страница на списание, но треба да биде место кое секој ден ве подсетува колку сакате да бидете таму. А дефинитивно не можеме да бидеме ниту функционални, ниту стрекни во текот на денот доколку не сме добро одморени и пред се добро наспани. А за тоа ни е потребна совршено уредена спална соба. Како за се друго, како за многу други работи, одличен пример можеме да земеме од јапонците. Па затоа овој пат ќе уредуваме една спална соба во јапонски стил. Како изгледа тоа, ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. Спалната соба е најприватното катче во домот. Место каде што ги полниме батериите, место каде што ги сонуваме најубавите соништа, кој го користиме само за нас. И иако ретко некој може да види како изгледа ова катче, дефинитивно заслужува внимание при уредувањето. Спалната соба треба да ги изразува вашите омилени бои, чувства и да биде рефлексија на вашиот карактер. Има неколку главни правила што треба да ги запомните при уредување на спалната соба. Понекогаш немаме избор за големината на спалната соба, а добрата вест е дека малку стратегиско стилизирање и креативно организирање ќе направат малиот простор да изгледа доволно простран. Пред се, спалната соба треба да биде обоена во суптилна боја, која ќе ги одмора и смирува очите. Нежните нијанси на сина, лаванда или зелена боја се сметаат за смирувачки. При додавање на омилените бои, обидете се да ги користите нивните тонирани верзии, односно наместо темно-виолетова одберете боја на лаванда или наместо портокалова одберете боја на тиква. Доколку сакате да додадете повеќе бои, се препорачува да направите еден карактеристичен зид кој ќе даде посебно обележје на собата. Може тоа да бидат панели, галерија од семејни фотографии од значајни моменти, тапет или темна металик боја. Спалната соба треба да изгледа удобно и едноставно, па затоа избегнувајте непотребни елементи. Додатоците сведете ги на минимум така што ќе одберете некоја интересна уметничка слика, неколку семејни фотографии, свеќи и цвеќе во контрастни бои, кои покрај декорот ќе обезбедат подобар квалитетен сон. Не само што растенијата и цвеќињата помагаат при филтрирање на загадувањето, тие исто така ги елиминираат хемиските токсини. Употребете цвеќиња како јасмин, антриум, лаванда, рузмарин, англиски бршлен и слично. Спиењето е често потценет дел од нашиот секојдневен живот. Сите го сакаме, но ретко го постигнуваме. Јапонците сепак имаат едноставни, но гениални навики, кои помагаат да е сонот подлабок, помирен и освежителен. И не се работи за никаква магија, туку за балансирана комбинација на минимализам, култура и почитување на рутината. Првото правило е минималистичка спална соба. Ако вашиот простор изгледа како мини депонија со купалишта, светли бои и куп работи кои ве потсетуваат на утрешните обврски, мозокот тешко влегува во режим на релаксација. Јапонските соби се чисти, едноставни и мирни, со земјени тонови, минимален мебел и топло, дискретно осветлување. Често со хартиени ламби за да создаде смирувачка атмосфера. Друг трик е подцврстиот душек. Традиционалните јапонски душеци се значително подцврсти од меките западни кревети. Зошто? Бидејќи подцврстата површина подобро ја држи правилната положба на телото и му овозможува на рбетот да биде во правилна положба. Ако често станувате со вкочанет грб, решението може да биде префрлување на малку подцврст душек. Третата тајна е правилната температура и материјалите на постелнината. Јапонците избираат природни ткаенини, памук, лен или бамбус,
кои дишат и ја прилагодуваат дебелината на ќебето во сезоната. Лето значи лесни материјали, зима топли, но секогаш природни. Постудена просторија му помага на телото да се подготви за спиење, додека прегревањето го нарушува одморот. Четвртата навика е вечерното капење. Топлата вода ги опушта мускулите, а кога телото природно се лади потоа, испраќа сигнал до мозокот дека е време за спиење. Во Јапонија вечерното капење е вистински ритуал. Начин да се остави денот зад себе и да се подготви телото и умот за одмор. И конечно, мирна рутина пред спиење. Денот не завршува со лизгање по телефонот. Јапонците имаат мали ритуали. Шолја топол чај, неколку минути стегнување или тишина. Клучот е во намерата. Телото и умот учат да одат во фаза на релаксација, а спиењето доаѓа побрзо и помирно. Спиењето не е луксус, туку основна потреба. Со јапонските трикови, тивка спална соба, подсврздушек, оптимална температура, вечерно капење и едноставна рутина, ноќите стануваат подобри, а деновите свежи и енергични. И последните неколку минути од ова денешно дружење ги посветуваме за нешто што е не помалку важно, односно што е можеби најважниот елемент во целото уредување на еден дом – подовите. Овој пат зборуваме за дрвени подови, односно за паркети, а за што конкретно дознавате во прилогот кој следува во продолжение. За ова се консултиравме со нашите стручни соработници од Quickstep. Уживајте! Кога сакаме да одбереме елегантна и луксузна опција за под во нашиот дом, секако прво ни паѓа на памет дрвен под. Паркетите се можеби една од најубавите опции за под во нашиот дом. А ги прашавме нашите стручни соработници од Quickstep дали се и најдобрата опција. Одговорот го слушаме во продолжение. Паркетите се најскапа опција за домашни услови. Дали се најдобри? Тоа прашање нормално сите си го поставуваат и сега тука оваа теорија нешто што е најскапо дека е најдобро не важи. Зашто не важи? Затоа што конкретно зборам сега за нашите ламинатни подови и винилни подови на Quickstep, дека дури имаат некои перформанси што се и подобри од дрвените подови. Нормално дрво е дрво, составот на дрвените подови и ламинатните подови се разликува. Значи тука е дрвото целосно. Трослојни се викаат затоа што се составени од 3 слоја. На Quickstep подовите се составени од горен слој кој е 3 мм дебел, обично иде дабово дрво, па после тоа колоритот се добива со нијансирање. 7 слоја има на премази од озгора заштитни, сите тие се природни на водена или улјана база. Немаме нитро и такви други некои си миризливи премази. И тие се скрос навлезени во самата структура на дрвото, така да дрвото изгледа како да е само исечено и необработено. До тој стил е постигнат оној натуралниот момент да изгледа како да е директно од природата донесено. Затоа што ако му се стави некој лак, тој ќе му направи како еден слој на пластика од озгора и добива некој сјај кој потоа може да се изгуби и изгледа, више не изгледа како реално дрво, него изгледа пластично. Го губи правиот природен изглед. Затоа у Quickstep се трудат да ги направат да го задржи дрвото оној природниот изглед. Потоа има овој внатрешен слој, овде што го гледаме, и тој е направен од каучуково дрво, што, например, други конкурентски фирми го прават од овие зимзелени чамово или така слично дрво. Ова е многу поотпорно. Тие се помали летвишки од дрво кои се направени попречно, за да овој трослен паркет не може како класичниот паркет да работи толку многу и да е подлежен на влага, да се расипе. Многу по-заштитен и има тој простор пак за дилатација каде што оно може и да работи, а горниот слој воопшто ништо да не се помести, да си остане онаков како што е и да
повторно постигне онаа гаранција како и за другите производи од 25 години и од оздола има уште еден заштитен слој од дрво кој е добар за да може да ја стабилизира целата оваа даска, да се добие една компонента која е дебела 14 мм и потоа исто така спојот му е во клик систем, исто како и кај ламинатните подови. Кликот е мултифит клик систем, е ова специјален за дрвените подови, кој има доживотна гаранција дека нема да се раздвои. Сега они се поставуваат на два начина, на лепак и на подлога филц. Ние преферираме секогаш подлогата, затоа што на подлогата останува кошулицата здрава, не ја лепиме, не ја прљаме, сува е монтажата, по-лесна е, по-ефтина е, по-брза е монтажата, али да се стави на прописна подлога, не на било каква. Постојат многу подлоги, ние ги користиме само оние што ни ги даваат од фабрика, оригиналите, и тие имаат и специјални карактеристики, поддржуваат подно грејење како и другите подови, како подлогата, така и дрвениве подови. Ја поддржуваат подно грејење да немате никаков проблем, затоа што, например, кај класичните паркети не може да се изведе подно грејење, затоа што дрвото тука многу се шири, овдека нема такаво ширење, кој ќе се топлината која ќе се уклучи од оздола да грее нели подното и ќе се деформира едноставно целиот паркет. Овдека си останува онаков како што е, меѓутоа има правила по кои тоа се прави. Значи, константно се покачува температурата. Не од еднашка, например, ако е 40 степени во системот, него по 5 степени секој ден, почнувајќи од собната температура, ако е 20, од 20 па нагоре, по 5 степени дневно се покачува температурата во системот и после тоа се остава на браната температура да си работи константно. Тоа зборам само за првото уклучување, кога ќе се уклучи грењето. Понатаму, после тоа нема потреба ништо да се менува во грењето, или ако е повеќе ладно, може малце да се покачи температурата, или ако е топло, малце да се намали. Има и сега новите грења што ги прават, имаат и самите своји сензори за да можат самите да си ја постигнат онаа потреба која треба да биде. Обработката горна е 7 слоја на заштита од лак или природен лак, збориме на водена база или со уљани премази се. Со тие премази добиваме, го зајакнуваме материјалот да биде отпорен на гребење, да биде отпорен на влага, да биде отпорен на фарбање, на боја, исто така како и кај другите подови што кажавме, доколку се истори нешто, може лесно да се избрише, нема да пропадне внатре во структурата, па потоа да остануваат флеки, значи флеки не остануваат. И со цените се нешто повисоки од баѓи повисоки од ламинатните подови, затоа што се све природни материјали, затоа што дрвото како дрво, како сировина е многу поскапо и многу повеќе дрво влегува во овие подови отколку во ламинатните подови. Така да, али затоа добиваме многу на ексклузивитет. Просторот каде што се прави добива еден, да кажам, поинаква димензија, многу по изгледа луксузна просторија. И сега пак од друга страна ќе кажам дека малце по-нежан за разлика од ламинатните подови, треба да се внимава например на мебелот, да се стави од оздола оние како подметачи, за да не би го, доколку имаме некои фотели со поощри ногарки, тие би можеле евентуално да го оштетат дрвениот под. Мада тоа ретко се случува доколку се баш такви да бидат шпицашти, да кажам, тенки ногарки. Иначе нема никаков проблем од штикли, од столче со тркалца и такви работи, тоа исто се функционира и го добива истиот изглед повеќе години, не се оштетува. Исто ако е поставен на сонце, не патинира бојата, специјални се боите со кои се фарба, не се променуваат, нема да ви осветли, или ако ставите некој мало тепича на средина, па кога ќе оттрнете, нема таму да ја промени бојата, како кај класичните паркети кои се лакирани на лице место, си останува секогаш ист, таков како што е, и како долготрајна употреба со нормално одржување
немате никаков проблем. Со оглед на тоа што станува збор за една од најскапите опции, веројатно е најдобро да се инвестира во ваква луксузна и елегантна опција кога станува збор за нашиот дом. Дали е погоден само за дома или можеби и за некои работни простории, откриваме во продолжение. Нашите стручни соработници од Quickstep ни одговараат во продолжение. Може да биде за домашни, може и за канцелариски, каде што нема поголема фреквенција, него ако е потребно да биде, например, канцеларијата полуксузна, каде што ја користат, например, директорски канцеларии или такви, може слободно да се користат и овие подови во тие канцеларии доколку има такво побарување, значи не е тоа никаков проблем. Меѓутоа, онаа широка комерцијална употреба исто така можат да подржат, само што доаѓа прескапо во однос на ламинатот кој ќе го постигне ефектот за такви простории. Да. Апсолутно, јас ви благодарам многу на одвоеното време и денес. Благодарам. И со оваа тема го завршуваме и ова наше денешно дружење. Ви благодарам што бевте со нас и овие 30 на минути. Се гледаме повторно наредната недела. Останете во добро расположение. Пријатно до недела.